Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Криминалниот картел на чело со аболицираниот премиер Зоран Заев продолжува со самоволието и беззаконието на штета на македонската јавност и македонските граѓани. По кој знае кој пат се потврдува дека во Македонија правна држава е укината од страна на Зоран Заев и неговите локални шерифи. Теснопартиските и бизнис интересите се испреплетени на големо во Охрид. Тука, во градот, чиј статус како град заштитен од ЮНЕСКО е загрозен, влада е молк на локалната, но и на централната власт за нелегалната градба која никна на самото крајбрежје на Охридско езеро, тоа е оваа бетонска база позади мене. Како што можете да видите, се работи за бетонска база која без дозвола од општината ја гради добро познатиот на македонската јавност советник Нефи Усеини. Овој човек важи за многу близок до градоначалникот на Охрид Константин Ѓорѓиевски, како и целото раководство на СДСМ во Охрид. Иако цел Охрид и охриѓани гледаат што се случува со своји очи, локалната власт се прави слепа и не постапува по основ на оваа нова дивоградба која што никна на самото крајбрежје. Не смееме да заборавиме дека ова не е изолиран случај и дека во општина Охрид во централното градско подрачје покрај Чинарот е поврзан истиот советник со изградбата на нелегалната тераса. Институциите повторно молчат. Причината е едноставна. Предизборните пазари со кои СДСМ ги прави само за да остане на власт, уште еднаш одат на штета на граѓаните. Нефи Усеини и градоначалникот на СДСМ Константин Ѓорѓиевски имаат направено политички пазар, од кој дел е и оваа изградба на нелегалната бетонска база на брегот на Охридското езеро, база која што ќе го забетонира градот и уништувањето на градот. Поради ваквото несовесно работење на Константин Ѓорѓиевски, поради џунглата од дивоградби за кои молчи локалната власт, градот е под закана да биде отстранет од листата на УНЕСКО. УНЕСКО не прогледува низ прсти за сите нелегални хотели, минариња, тераси и бази, како што тоа го прави Зоран Заев, кој прогледува со чија дозвола очигледно се прави се тоа. Локалната и централната власт мора да се охрабрат и покрај притисоците кои ги врши Зоран Заев да преземе мерки согласно законот, еднаш за секојаш да го санкционира бошибозукот на урбаната мафија во Охрид. Доколку сега сите луѓе се заштитени од Заев, кои што го прават тоа, по падот на криминалниот картел од власт ќе одговараат и оние кои правеле и оние кои ја минувале криминал, бидејќи ваквите дела никогаш не застаруваат.